Поштувани, добар ден, добре ни дојдовте во вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани планира да вложи околу 1 милион денари за санирање на полскиот земјен пат во местноста Слатина. На првиот јавен повик не се јави ниту еден понудувач, па деновиве тендерската постапка е распишана по втор пат. Општина Кочани не се откажува од намерата за поправка на оштетените земјини патишта во низинскиот регион, за што аплицираше за финансиска поддршка од државните институции. По неуспешниот прв јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, на кој не се јави ниту еден понудувач, деновиве е распишан втор во кој практично нема промени на условите и сумата што е предвидена за намената. Со повикот се планира да се вложат близу 1 милион денари, пари за кои општината аплицираше кај Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, за да се подобри сообраќајната поврзаност на земјоделските површини во полскиот регион. Приоритет за санација доби полскиот пат во местноста Слатина, каде состојбата со оштетувањата на коловозот е оценета како многу лоша, односно поради неговото пропаѓање и огромните дупки, отежното е движењето на земјоделската механизација. Според изработениот проект се предвидува порамнување и поставување тампон од дробен камен со дебелина од 30 см на земјениот пат меѓу оризовите ниви. Коловозот е со должина од 1000 и широчина од 3 метри. Исто така, во техничката спецификација е планирано да се изврши и расчистување на теренот и да се изработи земјен насип како заштита од каналот во непосредна близина. Дополнително треба да се направи поправка на пропустите на каналот со изработка на нови армирано-бетонски капаци, што треба да ја издржат соодветната тежина на земјоделската механизација. Пријавувањето на потенцијалните изведувачи на градежните работи за санирање на земјениот пат трае до петок, а доколку повторената тендерска постапка биде успешна, рокот за реализација е 2 месеци. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе направи повторно санирање на оштетувањата на изолацијата на цевководот за геотермална вода. За таа цел ќе се потрошат близу 500.000 денари, а постапката за избор на изведувач ќе трае до крајот на овој месец. Близу 8.000 евра од сопствената сметка ќе издвои комуналното јавно предпријатие Водовод за поправка на оштетената и набавка на нова инсталација на дел од системот за геотермална вода, на потегот од Горни Подлог до корисничките места во градот. Ваквите трошоци се дел од активностите одржување и санирање на штетите на главниот цевковод, што секоја година дополнително го оптоваруваат буџетот на предпријатието. Според одговорните во Водовод, оштетувањата на изолацијата на цевководот е поради влијанието на временските услови, но и од несовесна постапка што со години ја прават некои сограѓани. Иако повеќе пати имало апели и предупредувања да не се краде изолациониот лим, тоа останало без поголеми ефекти, па вработените во геотерма ќе мораат повторно да направат трошок за обновување на уништената изолација. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави еднаш годишно заради одржување на целиот систем. Проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен и тешко се спречува, а најчесто се јавува во текот на грејната сезона и во летниот период. Веќе е објавен јавниот тендер за избор на изведувач на работите, со кој е предвидено да се поправат оштетувањата во должина од 700 метри, при што ќе се користи алуминиумско полиетиленска фолија, отпорна на ултравиолетово зрачење. Пријавувањето на заинтересираните изведувачи на работите е до 23 септември, а се планира санирањето на цевководот да заврши пред почетокот на новата грејна сезона. Центарот за социјални работи во Кочани работи на намалување на бројката на деца кои питачат. Проектот е во соработка со полицијата и локалната самоуправа на Кочани. До сега неколку деца од улица се пратени во училичните клупи, а се разговара и со нивните родители, со цел да не дојде до мерката одземање на родителското право. И Кочани не е поштеден од проблемот со децата на улица кои питачат. Деца по 10 години наместо во училичните клупи, денот го поминуваат во просење. Според новите законски мерки од ресорното министерство, кои што стапија во сила во 2014 година, доколку родителот не постапи по укажувањата на Центарот за социјални работи и повторно го наведува детето на питање, тогаш се покренува постапка за одземање на родителското право пред надлежен суд и ќе му биде поднесена кривична пријава.
Директорката на Кочанскиот центар за социјални работи Весна Даневска вели дека откако стапи во сила новиот закон, таков случај со одземање на детето од родителот во Кочани немало, а не е ниту многу изразен проблемот со наведувањето на детето на питање, бидејќи децата сами излегуваат на улица и питачат. Центарот за социјални работи од Кочани на проблемот со бирање и регистрирање на децата кои питачат по кочанските улици и намалување на нивниот број работи уште пред да излезат новите построги законски мерки од страна на Министерството за труд и социјална политика, вели директорката на Центарот Даневска. Но при реализирање на проектот се соочуваат со проблем. Се додека има луѓе кои им даваат пари, децата питачи ки ги има. Проектот на кој работи Кочанскиот центар за социјални работи е во соработка со полицијата и локалната самоуправа на Кочани. До сега неколку деца од улица се пратени во училишните клупи, а се разговара и со нивните родители со цел да не дојде до таквата мерка одземање на родителското право. Бројката на децата питачи видливо е намалена, вели Даневска, и додава дека доволен е фактот што тие знаат дека инспекторите работат на терен и дека можат да бидат затечени на улица. Инаку, според новите измени во Законот за семејство, ќе следуваат поригорозни санкции за родителите кои ќе ги пуштат своите деца да питачат. Новиот закон предвидува задолжителни лекарски прегледи, надзор и совети за родителство, времено одземање на детето од родителот, покренување постапка за одземање на родителско право и кривична пријава за злоупотреба и занемарување на родителското право. Вредните земјоделци од Виничко не бараат сезонска работа во Италија. Тие тука ангажираат работници за берба на лозовите насади. Драги Петров, ридовите во село Драгобраште, ги направи плантажи со лозија. За земјоделецот Драги Петров, ридовите во селото Драгобраште се поплодни од колку тие во Италија. Тој има цели 60 декари лозови насади, собственик кој работи квалитетно и со долгорочна стратегија, и не само со една култура, туку со повеќе, бидејќи секоја година плодот не е ист. Со него работи фамилијата, а сезонски има ангажирано и дополнително луѓе за берба. Бербата на грозјето ја започна неделава, а задоволството од квалитетот годинава не може да го сокрие. Половината од насадот е вранец, другите сорти се подеднакво Сувиньон Бланк, Мерло и Кабарнет. Веќе бербата на Сувиньонот е завршена, бидејќи, мислам, стасувањето е порано. И другите сорти се веќе на прак на берба во нашиот регион. Мислам, имат веќе 22 шеќерни единици, 23, што може да се почне со берба, да речеме, за некои 2-3 дена. Оваа година се одликува со посебен квалитет и мислам дека е добра година кога е во прашање лозарството. Откупните цени за него заслужуваат повисока ставка, но за Петров и субвенциите покриваат еден добар дел од трошоците во вкупното производство, иако квалитетот треба да биде репер во цената. Секако имам аплицирано повеќе пати и добивано. Мислам конкретно за лозарство, приклучна машина за обработка на зелена маса, сечење на зелена маса, електрична ножица за кроење и еден автомизер 330 литри на последниот повик. Петрови редовно ги користат и мерките од програмите за рурален развој и ИПАРТ, така што годинава ја очекуваат новата опрема за усовршување на кроењето во вредност од 10.000 евра, за која 50% од трошоците се враќаат. Лозовите насади во Виничко годинава се на површина од 177 хектари, а на терен лозарите имаат површини од најмалку 6 различни сорти. Среда 21 септември со почеток во 11 часот во центарот на Виница пред градскиот пазар. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милион Контакт Македонија, ќе спроведе локалната кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени, под мотото "Климата се минува, од нас зависи". Во периодот од 19 септември до 22 октомври во општините кои што се дел од проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, ќе се одржи втората поред кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени под мотото "Климата се минува, од нас зависи".
Кампањата насочена кон целокупната локална јавност ќе биде спроведена преку серија од еднодневни настани во 10 општини каде што се спроведува проектот: Студеничани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиње и Тејарце. На настаните посетителите ќе имаат можност преку едукативни материјали, брошури и дискусии одблизу да се запознаат со климатските промени, нивните негативни ефекти врз животната средина, како и начините за нивно облажување и адаптација кон нив преку промени во секојдневните навики на секој поединец. Пораката е, предизвиците од климатските промени се најголемата закана за нашата планета и иднината на новите генерации. Тие го засегаат секој поединец и затоа секој од нас треба да биде дел од решението. Централните настани во секоја општина ќе имаат и свое лично обележје со дополнителни активности кои ќе го привлечат вниманието на публиката, а кои беа конципирани и организирани од страна на младинците, кои и оваа година беа дел од младинскиот летен камп за климатски промени што се одржа во Струга во рамки на истиот проект. На програмата ќе се најдат филмски проекции, презентации и дебати низ локалните средни училишта, преку кои ќе се потикнат граѓаните ефективно да действуваат во борбата против климатските промени и потикнувањето на одржливиот развој на локално ниво. Дополнително, младите учесници ќе имаат можност да се вклучат во Facebook надпреварот за најдобра фотографија преку која се испраќа главната порака на кампањата. Заеднички елемент на секој централен настан ќе биде зелениот камион, уникатната еколошка училница на тркала, која како минатата, така и оваа година ќе биде отворена за сите посетители кои ќе сакаат да се информираат за теми поврзани со климатските промени, глобалното затоплување, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност, како и да се запознаат со методот на изработка на стратегиите за климатски промени на нивната општина во рамки на проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени. Дополнително во секоја од општините за прв пат ќе биде промовирана и најактуелната иновација која победи на овогодишниот надпревар за борба против климатските промени и потикнување на урбаната отпорност, пак од тебе зависи, организиран од USAID и UNDP. Рибот, паметната машина која рециклира отпад од пластика и алуминиум во супермаркети. Младиот тим инженери кои моментално работат на конструирање на машината ќе се придружат на кампањата низ 10 општини со цел да потикнат подобри навики за рециклирање кај граѓаните и да ја презентираат големата важност за намалувањето на цврстиот отпад како еден од начините за зачувување на животната средина и борба против климатските промени. Библијата раскажана низ ликовите преточени во уметнички дела на авторот Новица Трајковски. Во Виница отворена изложбата од циклусот Од очите на ангелот. И уметноста во борба со изопачените вредности во општеството. Пораки за мир и хармонија зрачат од сите дела на уметникот Новица Трајковски, кој во Виница го промовираше својот авторски циклус Од очите на ангелот. Тој циклус е малце постар, но овој циклус е малце поопширен од претходните. Од очите на ангелот, затоа што не гледаат ангелски очи. Иначе тоа се нашите светители или старозаветни пророци, што ги имаме ние во нашата свест и подсвест. Сето тоа е создадено од божествената љубов и ние самите сме неговите ангели. И затоа го нареков циклусот Од очите на ангелот. Кога ќе влезете да ја видите оваа галерија на овие ликови, имате чувство дека и навистина ви гледаат очи на ангел. Не обременети со материјална футурологија се, не обременети со божествената љубов. Да се почувствувате и вие како дел од таа божествена љубов. Низ 33 дела на кои се насликани 33 ликови од Стариот и Новиот Завет е раскажана Библијата. Пораката е целото човештво во еден здив да ја искаже божествената љубов. Моментот кога ќе се случи кажувањето на божествената љубов во еден здив, сатаната ќе го снема како меурот со коница. Инаку Трајковски зад себе има над 40 самостојни изложби, како и повеќе групни изложби и ликовни колонии. Изложбата во Виница е отворена со поддршка на Домот на културата Тошо Арсов, а виничани може да ја погледнат во наредните неколку дена. Следуваат информациите од спортот.
Кочанскиот каратист Мартин Стојменов постигна одличен успех на меѓународниот турнир во Унгарија. Убедливо со 4 победи, тој освои максимален број бодови што беа доволни за пласман на првото место и освојување на златниот медал. Со освоено прво место и со златен медал се закити каратистот Мартин Стојменов, член на карате клубот Партизан од Кочани, на 19-тиот меѓународен турнир Будимпешта Опен 2016 во Унгарија. Во категоријата до 60 килограми, нашиот спортист беше убедливо најдобар, не оставајќи им можност на своите противници да му го загрозат шампионскиот поход. Стојменов настапи во конкуренција на јуниори до 21 година, при што со висока поен разлика во сите борби стигна до златниот медал. Во првиот меч тој се сретна со представникот од Франција, кој му даваше и најголем отпор, но Стојменов беше сигурен и го совлада со 8:3. Во втората борба со 8:0 тој беше подобар од својот противник од Грција, а потоа со 3:0 и 5:0 ги победи и представниците на Египет и на домакинот Унгарија. Пред почетокот на овогодишната карате сезона, ова е одличен успех за нашиот млад каратист, со што тој достојно ја оправдува и титулата спортист на Кочани, што лани му припадна по 4-ти пат. Фудбалскиот клуб Осогово упати писмена реакција поради неправилности што се случувале на неделната средба против Овчеполе, што се одигра на стадионот Никола Мантов. Управата на Кочанскиот третолигаш има забелешки за одлуките на главниот судија Стојанов од Штип, со што придонел за победата на Свети Николчани. 2 дена по одигрувањето на средбата од третото коло против Овчеполе, од фудбалскиот клуб Осогово излегоа со писмена реакција во која како директен виновник за претрпениот пораз го оценуваат главниот судија Стојанов од Штип. Во дописот стои дека фудбалерите и управата на градскиот фудбалски клуб Осогово се огорчени поради калкулантското судење на поедини судии, кои на тој начин директно го кројат правенството и ја девалвираат работата на клубот. При тоа се потенцира дека судиите Стојанче и Дарко Стојанови од Штип во континуитет судат на штета на Осогово, за што зборуваат и аргументите. Недосудени пенали во корист на Кочанскиот клуб, досудени непостоечки пенали против клубот, како и признати голови од офсайд и од други недозволени позиции и ситуации. Последица од таквото судење се немилите настани на последниот надпревар против Овчеполе, провокациите за публиката и за фудбалерите, поради што мораше да интервенира и полицијата. Бараме одговорните во третата фудбалска лига Исток да реагираат во рамки на своите надлежности, да ги прегледаат снимките и да одлучат во интерес на фудбалската игра, стои во писмениот допис до јавноста што го испрати од фудбалскиот клуб Осогово. Како дополнителен доказ за наведените реакции, тие доставуваат и снимен видеоматеријал од надпреварот против Овчеполе за начинот на делење на судиската правда и причините поради кои пред самиот крај на средбата дојде до инцидент на трибините. И уште една информација од спортот. Младинците на екипата на Фудбал Старс забележаа победа на гостувањето во Валандово во четвртото коло. Пионерите пак претрпеа пораз, а помладите пионери играа нерешено. Младите фудбалери на екипата на Фудбал Старс од Кочани и во ова првенство на пионерската лига имаат сериозна улога, бележејќи солидни резултати. Во четвртото коло, како гости, тие забележаа една победа и еден пораз. Во регионалната Источна лига, фудбалерите од генерацијата 2001 беа убедливи против своите врсници од екипата на Валандово, која како домакин претрпе пораз од 6:0. Супериорноста на кочанските млади фудбалери, освен со одличниот резултат, се покаже и со добрата игра, поради што валандовчани останаа без ниедна шанса да се спротивстават и да извлечат поволен резултат. Сепак, она што го постигнаа помладите пионери, не успеја да го повторат нивните повозрастни клубски колеги од генерацијата 2000-та, кои исто така како гости против Валандово претрпеа пораз од 3:1. Во третото коло на Југоисточната лига, фудбалерите на Фудбал Старс од генерацијата 2003 гостуваа во Струмица против Беласица. Надпреварот заврши без постигнати голови, со што двете екипи си ги поделија бодовите. Инаку во детската лига Источен регион се играше првото коло, во кое екипата на Фудбал Старс со генерациите од 2004 до 2010 беше слободна.
Тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Имајте убава вечер. Довидување.